Ово издание на Трилин го започнуваме од црквата Свети Спас, под самото Кале и во срцето на Отоманската стара чаршија, која е паметник за историска, но и уметничка епоха на старорезбарската школа. Во камениот саркофаг се положени моштите на Гоце Делчев на 11 октомври 1946 година, откако 2 дена патувал од Софија за Скопје. Затоа Свети Спас е светилиште и за македонската национална и духовна борба за која најмногу прилега тестаменталната порака на Гоце Делчев. Светот го разбирам како поле за културен надпревар меѓу народите. Овде и тишината зборува, што не ја нарушуваат и ретките посетители. Наречиси 24 часа сме пред европскиот испит. Соседите да покажат научна, обштествена и респектибилна одважност да не дозволат воскресениот радикален национализам да влие врз политичките одлуки. Сега сум под сводовите на еден религиозен и национален храм. Влегов со одобрување на двајцата министри за полиција, бугарскиот министер за внатрешни работи кој порача: нема да дозволиме некои луѓе да палат оган таму каде што го нема. Македонскиот пак дека еден брутален насилнички напад нема да се архивира само како хибридна војна. Свети Спас како волшебство на двата синоними: светост на храмовите и спасение за разгорените страсти. Во сакралноста на градбата, во мирот и тишината е границата на домашното и општествено воспитување. Во европската политика е отпорот кон бруталноста на радикалниот национализам во Бугарија и Македонија.